и најверојатно ќе се дојде до решенија кои што ќе бидат прифатени од сите и ќе представуваат она што интимно секој од нас посакува, независно, повторно велам, на која националност припаѓа една Република Македонија во која што е понос да бидеш нејзин граѓанин заради културниот точак и сега да настојуваме Република Македонија во која што цивилизацијскиот точак ќе биде соодветен на културниот кој што ние го поседуваме како наше исконско право. Председател Радмила Кипријанова и председателот на Универзитетскиот сенат доктор Саво Климовски, кој има средба со штрекувачите со глад. Белег на денешниот ден на протестите, получасовната средба на штрекувачите со глад со ректорот на Универзитетот Радмила Кипријанова и председателот на Универзитетскиот сенат Саво Климовски, одржана во паркот Жена Борец во присуство на многу учесници на протестите и љубопитни минувачи. Ректорот и првиот човек на сенатот на студентите им порача: би сакале доколку може да воспоставиме конечно заедничка релација која што ќе значи форма на притисок за почитување на нашето образование. Ние ќе се обидеме за еден заеднички договор и со премиерот и со министерот и навистина ја верувам, не можам да кажам дека не верувам, во донесување на законот за високо образование ќе се има активно учество од страна на универзитетот. Најбитно е младиот човек да делува таму во средината каде што тој тоа и најсилно и најуспешно може да го прави, тоа е во студентската клупа. Меѓутоа, сепак апелирам до вас, прекинете со штрајк со глад. Мислам дека тоа најдобро ќе го направите и всушност најдобро ќе се должите на оние кои што веќе школувале до сега, до оваа година до кои што сте. Тоа се вашите професори. Јас би ве замолил. Уште еднаш да размислите. Не навлегувајќи во вашето право. Уште еднаш да размислите дали е тоа вистинскиот начин кон решавањето на вашите барања. И се надеваме дека ќе донесете одлука, било да престанете со штрајкот со глас, било да го одложите штрајкувањето со глас до одлуката ни на Уставниот суд, но никако сега, никако во овој момент да не продолжите, да продолжите со штрајкувањето со глас. Веднаш по завршувањето на средбата до студентите доаѓа согласноста на главниот архитект на градот Душко Кадиевски за поставување шатори во паркот со обврска да не се оштетува зелената површина и паркот по завршувањето на протестите да се врати во првобитна состојба. Поставувањето на шаторите почнува во 16 часот по неколкокружната тура собрание Министерство за образование. Полицијата, велат организаторите, реагирала со забрана за поставување на шатора. И тука настанува турканица. За 10 минути сите се смируваат. До моментот на подготовката на овој извештај, штрајкувачите со глас се уште очекуваа одговор, може да го подигнат шаторот или не. Инаку, според организаторите на протестите, денеска на студентите и средношколците од Скопје им се приклучили граѓани од Штип, Тетово и Гостивар. Во врска со настаните околу поставувањето на шаторот на штрајкувачите со глад, организаторите одржаа пресконференција. Одобрението за кревање на шаторот, според кажувањето на штрајкувачите, на полицијата е било предадено 3 часа пред тие да се обидат да го кренат истиот. Бараме поддршка од сите политички партии, затоа што сметаме дека треба да не заштитат. Да ни јасно и гласно дека утре во 12 сатот ние го поставуваме шаторот и не може никој да не спречи. По секоја цена ќе го поставиме, кога потребно ќе се секваме. Очигледно е дека полицијата застана против нас, дека имаат наредба политичка да застанат против нас. Штрајкувачите на крајот од пресконференцијата го повикаа министерот за внатрешни работи да им објасни зошто полицијата интервенирала.
Министерството за внатрешни работи во врска со протестите издаде соопштение во кое се наведува: во врска со ученичко-студентските протести против законот за употреба на јазиците на националностите на педагошкиот факултет, полицијата во изминатите денови ги обезбедуваше државните институции, преземаше мерки да не се загрозат човековите слободи и права, го обезбедуваше јавниот ред и мир и при тоа спречи да дојде до потешки последици. Меѓутоа, честопати од страна на организаторите и дел од учесниците се преземаа недозволени активности, фрлање предмети и оштетување на објектите и последното обидот за поставување шатори во паркот Жена Борец. Не навлегувајќи во определбата на организаторите да